спремни да се дружиме? Дали сте спремни да се дружиме? Ке се дружиме? Многу ми е мило тоа што го слушам. Вака, јас ќе ви кажам, само дека денеска тука сме, да го обележиме третото издание на Зу Азбука. И заедно преку една многу убава мелодија, ние сите ќе си играме и ќе се дружиме. Важи така? Одлично. Ја ќе ви ја представам директорката на Детскиот културен центар Карпуш, која е должна за оваа манифестација и ќе почнеме. Ајде еден аплауз. Благодарам и добре дојдовте на третото издание од нашата едукативна боенка и CD насловено како Зоо Азбука 3. Ова денеска е радост за сите деца. Радост е и за сите нас. Но сето ова не би било вака концепирано да не беше тука нашиот еден и единствен Александар Митевски, кој што е главниот виновник за сите овие хитовски песни, кои што ќе ги испеат нашите деца, членови на хорот Гласот на децата на Скопје. Инаку, во мојата позадина, на моје огромно задоволство, освен децата солисти, ќе настапи и нашиот хор, Гласот на децата на Скопје, под раководство на нашиот еден и единствен Боби Јоргушевски. Ви посакувам пријатен престој, уживајте, играјте, танцувајте, пејте заедно со сите нас. Исто така, би сакала да го поздравам нашиот зоонегувател, тоа е изненадувањето на оваа манифестација, нашиот Војо, кој што ќе ве запознае поблиску со животните за кои ние денеска пееме. Имајте убав ден. Благодарам.
тешко се снаоѓаме со ивенти после целава оваа корона. Добро дојдовте и од мене, добро дојдовте во Скопската зоолошка градина. Моето име е Војо и се надевам дека во следниве минути, доколку некој има прашање, а е поврзано со животните, ќе успеам да ви го одговорам. Ја слушнавме Веда Кузмановска која ни пееше за птицата ему. Не верувам дека некој не ги видел. Тие се таму во Австралија, во делот кој што го викаме така, бидејќи е наменет токму на овој континент. Таму живеат нашите валаби, тоа се малите кенгурчиња и овие брзи птици, итрици или птицата ему. Она што веројатно е поинтересно за нив, многу ретко кој го знае, е тоа дека несат зелени јајца и ние оваа година прв пат имавме од нив, ама за жал не се покажаа како добри родители. Се надевам дека до година веќе ќе имаме и бебиња токму од овие 4 наши ему птици. Дали има некои прашања за Австралија? За ему птицата? Нема? Никој нема прашање, сите се знаеме за нив. Добро. Имаме нови животни кои што мене ми се во листата на едни омилени. Зоолошката градина веќе долго време ги очекуваше и си ги бараше за да ги добиеме. Нашите се викаат Карлос и Мирај, тоа се нашите двогрби камили и токму за нив во следниве минути ќе ни пее Јована. Отпусти сам со денови, вода не се напила. Камила со грбките, во грба Камила. Ранчиња си носите и храна во нив ставила. Камила со грбките, во грба Камила. Вода да се напие и да не заборавила. На буква Д. Што е тоа? А? Во грба Камила живее во зоолошка, а зака сонце пустина. Азија ја видела само на разгледница. Та мила Камила многу е срамежлива. Отпусти срам со денови, вода не се напила. Камила со грбките, во грба Камила. Ранчиња си носите и храна во нив ставила. Камила со грбките, во грба Камила. Вода да се напие и да не заборавила. Д. На буква Д. Што е тоа? А? Во грба Камила. Заборев, извини. Реков дека заборавивме како изгледа вака да се групираме меѓу луѓе. Коронава се надеваме дека заврши и дека многу почесто ќе имаме вакви ситуации во кои што ќе се дружиме, а и ќе успееме младите повеќе да ги едуцираме. Затоа и него најавувавме оваку, како за да се собереме во огромен број, бидејќи сепак сме само на почетокот на, се надеваме, нашата слобода. Двогрба Камила, едно од нашите омилени животни, едно од новите животни, како што ви спомнав. Живеат во Монголија, како што и нашата едукативна песничка тоа го кажува, и многу често, посебно најмалите, знаат да се збунат и да речат како јаде багреми со волку боцки, нели е боцка кога голта, ама не, бидејќи сепак живеат во предел каде има многу такви боцкасти растенија, кои што за среќа за нив се омилени, а ние ги имаме тука во изобилие. Некогаш луѓето знаат да речат зошто им се така како паднати грбките, демек да не се многу стари или да не се... Да не некој знае? Зошто им се грбките така малку како
превртени на страна, не стоят исправено, бидејќи за кој мојот стомак како претерано раста сигурно ќе падне. Така и овие камили, кога секогаш ќе се здебелат, тоа оди претерано нагоре и одеднаш од тежината ќе падне, заради тоа што пустинските животни секогаш своите масноти гледаат да ги тргнат многу подалеку од срцето. Каде ни е срцето? Не, што нема? Каде е срцето? Левата страна, значи во градниот кош, малку во лево е нашето срце, многу важен орган, кој што треба да пумпа крв до сите делови на нашето тело. И сега замислете ако претераме да се здебелуваме, нели, и ќе го угушиме срцето, многу потешко ќе може да работи. И всушност пустинските животни се адаптирани со тоа што подалеку од срцето си ги чуваат своите масноти, или како гуштерите во опашот, па нели доаѓа летна сезона, треба да одиш на плажа, фрлаш опаш и си раата вака, ќе треба да одиме и да трчаме по кеи, да правиме теретани, да држиме диети. Нашите следни не држат диета, многу сакаат мрсни плодови, како лешници и јореви. Имаме една колешка Катерина која што многу ни помогна за да ги одгледа овие. Тие живеат во Baby Zoo, а за нив ќе пее Лина Лалчевска. Тоа се нашите верверички. Супер аплауз за Лина. Во принцип, модерните зоолошки градини не само што треба да презентираат животни од градината, некои кои што ние ги чуваме, негуваме и одгледуваме, некогаш треба и да помагаме на животните на кои што им треба помош, а се сепак диви животни. И сега диви беа оние сите што не можеш дома да ги ставиш, ама ја најдов да се памате за тоа. Но секогаш кога ќе најдеме некое повредено животно, гледаме да најдеме начин како ќе му помогнеме и така и овие верверички завршија токму тука. Секој од нас, зоонегователите, има свое животно, па така нашата Катерина од правна служба
бидејќи немаше животно и најдовме една и во канцеларија ги одгледа овие верверички со цуцла и со млекце, заради тоа што некој од сограѓаните исакол дрво на кое што не ни знаел дека внатре живееле верверичките. И дури откако веќе го товареле и го однеле дрвото, сватиле дека внатре има бебиња и тие така дојдоа овде, сосема погрешка, ги отхранивме, ги одгледавме и решивме дека се една добра приказна за еден добар пример како сме помогнале на некои диви животинки и среќа или несреќа, тие понатаму се размножија, сега имаме една цела фамилија верверици во Бебизу. Веројатно плантажа за лешници и за ореви ќе ни треба за да ги одгледаме сите, ама во секој случај е, како што реков, една убава и симпатична приказна. Да нема прашања за верверички? Не, верверички сте виделе сите, ќе ги видите во нашиот Baby Zoo. Таму е делот во кој што ние храниме и галиме мали животинки. Тоа е единствениот дел кој што треба да биде дозволен за пипкање хранење животни, бидејќи таму на влезот добивате и специјална храна токму за нив. Ќе ве повикам после, откако ќе завршиме, да видите внатре имаме едно бебе алпака кој има само една недела. Тивки ќе бидеме заради тоа што е пресладко и уште е збунето и уплашено со сите овие звуци околу нас. Лина пееше за верверичките, следен ќе биде еден страшен звер од Азија. Се викаше тигара, за него пее Ненад Пепелјуговски Десовски. Дури јас се збунив секам да не дојде Ана тука. Јас имав едно прашање, зошто лавот е златен, жолт, а зошто тигарот е шарен? Па добро, се во природата мора да има причина зошто е тоа така. Зошто би била ова? Бе, каква мешали? Зошто? Што мислиме? Всушност, како се викаше кога животното треба да се скрие тамо каде што се наоѓа? Како се викаше тоа? Не, никако тоа. Жавина за камелеон. Жавина за камелеон. Како се викаше кога животното треба да се скрие тамо каде што припаѓа, каде што се наоѓа во природата? Не слушам, извини. Камуфлажа, ја помислев ми кажа, така ми се слушаш. Камуфлажа е многу важна работа, да се скриеш тамо каде што се наоѓаш. Значи, ако лавот е жолто-златна боја, значи треба да се скрие во сува трева, во саваната во Африка. А каде живее тигарот?
во Азија, така е, во шумите на Азија и неговата кожа всушност затоа и така и шарана како дрвјата, за да може лесно да се сокрие помеѓу шумата, за да не го најдат. Некоја ако ве демне покрај оградата, тоа сигурно е Ана, Надја е она која што е малце повозрасна, таа ни дојде од Будимпешта, од зоолошката градина во Будимпешта пред многу години и не ни знаевме дека очекува бебиња и се породи тука. Една од бебињата беше Јана, токму таа која што остана овде и тоа се нашите сибирски тигри. Сибир затоа што живеат многу далеку, затоа некогаш во текот на летото малку и потешко ќе ги видите, бидејќи сакаат ладовина, сакаат баш густа сенка, заради тоа имаме и огромен убав простор во кој што пробуваме да посадиме и уште повеќе зеленило и дрвја како би имале убава сенка и лад. Дали имаме прашање за тигар? Не, јас требаше да најавам индиследни, мои милени, бидејќи јас ги чувам. Тоа се пингвините, а ќе ни ги пее Јована Тодоровска. Јована, се извинувам. Маковите баби и дедовци од Јужна Америка биле, се сончале цели денови на плажите на Перу и Чиле. Сака да сурфа на бранови, нашето пингвинче миле, се лути дека другарите на карпи му се скриле. Не сте фер, знаете дека многу ми е страх, срце ми чука ако ме збрка некој морски лав. Фини, фини, некои пингвини, сега летам назад на низини. Фини, фини, некои пингвини, на плажа нарачуваат сардини. Фини, фини, некои пингвини, сега летам назад на низини. Фини, фини, некои пингвини, достои си јадат се сардини. На буква П. Што се тоа? А, пингвини. Неговите баби и дедовци од Јужна Америка биле, се сончале цели денови на плажите на Перу и Чиле. Сака да нука во водата, нашето пингвинче миле, се лути дека другарите му играат пак со иле. Не сте фер, знаете дека многу ми е страх, срце ми чука ако ме збрка некој морски лав. Фини, фини, некои пингвини, сега летам назад на низини. Фини, фини, некои пингвини, на плажа нарачуваат сардини. Фини, фини, некои пингвини, сега летам назад на низини. Фини, фини, некои пингвини, достои си јадат се сардини. Фини, фини, ние сме пингвини. Ти благодарам Јоана. Јоана, еве не ја сгрешив сега и извини за тоа.
фините наши мали пингвини, може би некој се уште не ги видел, ама може би некој ги видел, тоа се нашите 6 бебиња во едната соба каде може да ги видите од нивното прозорче, се уште се во карантин, ова со коронава научивме и карантин што значи, но секогаш кога животно доаѓа од некоја друга зоолошка градина, мора да одседи некој простор изолирано, да не се меша со нашите животни како не би донеле некакви други болести, не овие кои што ни се за нас актуелни. Но оно што може би интересно, тоа е дека пингвините не сакаат толку ладно колку што луѓето мислат и очекуваат. Некогаш јас и Маја, мојата колешка со која што ги чуваме пингвините, знаеме да се пикнеме во сопчето и нешто да си чечкаме, само за да ги слушаме луѓето што зборуваат, како би направиле концепт што како информација им треба кога ќе излеземе, за да им објаснуваме за пингвините, и тие најчесто викаат: внатре сигурно како фрижидер им е ладно, сигурно ги чуваат на многу ладно. Но тоа е она перцепција можеби од цртани филмови што ја добиваме. Овие нашиве сакаат баш топло лето, мразат ладни зими, како што пееме во песничката, заради тоа што се од Чиле и од Јужна Америка. Всушност сите пингвини живеат јужната топка, значи долниот дел од глобусот на планетата Земја, и малку луѓе знаат дека не живеат воопшто на северен пол како што најчесто луѓето размислуваат. Некои живеат во Јужна Африка, некои на Австралија, Нов Зеланд, а само неколку видови живеат многу ладно на мразот доле на јужниот пол. Многу сакаат сардини, многу сакаат папалини, тоа е нивната омилена храна, и многу наскоро за 10 дена ќе ги пуштиме надвор во нивниот голем базен, имаат своја приватна плажа, молим лепо, си имаат карпи, си имаат гнезда на кои што треба да се гнездат, и јас и Маја ќе ги чуваме, а секој ден ќе направиме јавно хранење, каде што ќе објаснуваме токму за пингвините, за нашите Humboldt пингвини, во 10 часот и во 15 часот напладне, нешто пред хранењето на морскиот лав. Тука некаде ќе ја привршиме и нашата нова сезона на азбуката на животните, зооазбука, и ќе ве поканам секако да доаѓате и понатаму во зоолошката градина, бидејќи поддршката многу ни значи за овој ден денес. Ќе им се заблагодариме на Детскиот културен центар Карпош и секако на град Скопје кој што не поддржува и нив и нас во овој проект, но и секако зоолошката градина. Ќе ве потсетам дека од многу скоро, од пред само една недела, имаме и нов динопарк. За жал ќе мора да излезете и да влезете од стариот дел на стариот влез на зоолошка градина како би ги виделе овие диносауруси. Работиме и до подоцна, па можеби тоа ќе ви остане во втор план, посетете го доцна попладне, доживувањето е многу поголемо од искуство, а зоолошката секако е отворена секој работен ден од 9 часот па се до 20 навечер. Ќе ве замолам да бидеме совесни посетители, да внимаваме на животните, сепак тие се наши миленици на градот Скопје. Заеднички се трудиме да мотивираме луѓе да сакаат повеќе животни и да почитуваат природа како поетички би се однесувале кон истата. Благодариме и се гледаме во некој следни ден.